За повеќе од 290 дена од почетокот на војната меѓу Израел и Хамас, израелската армија уби повеќе од 39.000 луѓе, мнозинството цивили, според здравствените власти во Газа. Најголем дел од 2,3 милиони население од енклавата беа протерани од нивните домови. Не можеме да го свртиме погледот од овие трагедии. Не можеме да си дозволиме да не реагираме на страдањето и јас нема да молчам. По средбата со израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху во четвртокот, американската подпредседателка Камала Харис излезе со силен повик за прекин на војната. Таа ја повтори поддршката за правото на Израел на самоодбрана. По 7 октомври, кога Хамас изврши напад и уби околу 1200 израелци. Но таа беше многу поостра во критиката за водењето на војната отколку председателот Џо Бајден, кој исто така се сретна со Нетањаху во четвртокот. Добро дојдовте, господине премиере. Имаме многу да разговараме. Во петокот, вниманието на Нетањаху беше кон поранешниот председател Доналд Трамп, со кого се сретна во неговата резиденција во Флорида. Трамп не беше среќен кога израелскиот лидер му честиташе на Бајден за победата на изборите во 2020-та, јавно критикувајќи го за војната. Но изгледа дека двајцата ги подобрија односите. Ако победиме, ќе биде многу едноставно. Се ќе се среди и тоа многу брзо. Ако не победиме, вие ќе завршите со големи војни на Блискиот Исток и можеби и Трета светска војна. Трамп не даде докази за ова тврдење. Тој ја истакна произраелската политика за време на неговиот прв мандат, вклучувајќи го медиаторството во договорот за нормализирање на израелските дипломатски односи со некои арапски соседи. Тој исто така ја призна израелската анексија на Голанската висорамнина. Под голем притисок да ги освои повторно гласачите кои се лути на упорното поддржување на Израел од страна на Бајден, Харис може да бара побалансиран приод. Но кој да победи? Новата администрација во Вашингтон може да донесе промена во американско-израелските односи, сеедно дали Нетањаху ќе остане на власт. Очигледно, кој да е премиер ќе треба да се справи од една страна со покритичен демократски приод од Камала Харис и со друг, што е непредвидлив под председателот Трамп. Истражувањата на јавно мислење покажуваат дека повеќе американци се против во споредба со оние кои ја поддржуваат израелската воена акција во Газа, особено меѓу демократите.